Кучиња скитници им го загрозија животот на жителите во штипската населба Сењак. Велат дека немаат мир и дека се небезбедни на улица. Стравуваат и за безбедноста на нивните деца. Жител на населбата вели дека едва е одбранил 4-годишно дете од напад на куче, а пред некој ден, среде бел ден, на улица куче укасало за нога 70-годишна жена. Але не панадо тецот се река ја што беше таму, па го одбрни. А кучиња има многу. И не хигиенски е тук. Поплакаваме се една жена дека била нападната, колку ни ја не сум видел. Али кучиња се нова. Ја не трча одбор него дет. Детенце 4 години. Не сме безбедни, страшно. А дека знаеш позади за тебе маш нема да го видиш ке те задрс. Опасно е. Случајот со укасаната старица го потврдија во штипската полиција. Од нападот едва ја одбренил сопсеникот. Нека ги чуваат како треба, не врзани и без заштита да не ги изнесуваат на улица. Реагираат граѓаните од оваа штипска населба. Бараат надлежните да превземат мерки. Мислам полицијата да си преземе мерки тоа да се заврши. Или го чува, или прибере некаде да преземе мерки. Сакаш да чуваш, сакаш. Тргни го на некого да не смета. Кучињата треба секој кој има куче да си го чува и да си е врзано, да не биде по улица пуштено. Ко треба да си ги изврзат сите корпи, да ги стават, да не ги пуштат. Тоа е чудо, ја однак кажа. Па треба да се знае со маска, со тие кутови што треба пореда што е по закону, а не они пуштили кучињата одврзани и тоа разни кучиња. Собствениците на оние поопасните кучиња треба да внимаваат и никако да ги изнесуваат надвор без заштитна опрема. Законот за прекршоците против јавниот ред и мир предвидел глоби. Домашните миленици може да се изнесат на улица, но не без заштитни маски. Надлежните порачуваат дека глобата според законот за прекршоците изнесува од 100 до 400 евра. Од почетокот на годината досега на инфективното оделение во Штипската клиничка болница, лекарска помош откако биле укасани од куче, побарале 10 штипјани.